7 женски парфеми, дали би ги купил пак? Да или не? Почињеме со првиот. Seasons Drift. Знам дека направи видео за овој парфем веќе, свеж пресен парфем, не е баш по мој вкус сега периодов, не ми треба толку на кожа, за жал после тестирање некако би можел да направам скип. Следен е Хадлаш Фурсан. Ова животно, 1100 денари е најдобриот парфем што можеш да го земеш. Трае над 4 сати, има солидна проекција првиот сат време, мириса на кокос, благоњес, женствен. Огромно да, јас сум тотално заљубен во парфемов. Одиме next. Почињеме со Јара фамилијата, тоа ќе биде Јара Кенди првиот. Мислам дека у рангигов ќе има друг парфем што ми се свиѓа, во има сличен профил на мирис како него, сум овој е поблак и не е еден од умилените мои Јара, затоа овој за жал ќе оди у категоријата на не. Идемо дале. Опа, одиме Јара број 2 одма. Ово е обичниот Јара. Јас сум сосем окей со парфемов. За цената и тоа што го нуди, интересна проекција, негде првите 40 минути има јака проекција, после тоа dry down, skin scent оди, блак, убав. За мене овој е да, за цената. Најлата од Арабијат, престиж. Не за џабе во хајпав, не за џабе е толку познат парфемов. 2000 денари е парфем што ја не очекував, ја мислев дека е многу поскап, мислев барам на 3000 дека е огромно да, многу засакав. Моето омилено парфемче за девојче, а тоа е Vulcan Bae. За вој парфем зборав дека вој има многу јаке сличности, само вој не е толку блак, малце е посвеж, а мириса и тоа ако се потрудите мириса на газирана кисела малина, мириса преобо. Да, ајде сега последниот. Да видиме. Имаме дизајнер, а тоа е Black Opium Le Parfum од YSL. Овака сега, супер парфем, многу убав, тежок профил на мирис. EDP-то, EOD парфумов многу повише го сакам. Ова е многу тежок, треба да се пази како ќе шприца, бидејќи вој остава јаки траги. Реално ова шишенце поготово немаше многу јака проекција, немаше многу јака долготрајност како што памтам. За жал ќе оди во не категоријата. Од сите овие, кој ви е ваш омилен женски парфем?